и прашува, воедно реагира и прашува од кога Заев практикува моноетничко општество. Прво прашање, најавивте средба со Мицковски, дали значи дека нешто има веќе договор што ќе се разговара? Пристигнуваат вакцините во недела AstraZeneca, дали очекувате отпор од Поболек, поболек. Значи со првото Африм Гаши реагирал во некоја изјава и рекол дека Не ја знам точно изјавата, прв пат слушам. Африм Гаши е председател на втората по големина албанска партија и мој добар пријател. И сакам да ја видам изјавата, заради тоа што тоа е мој соборец за едно општество за сите, за еднакви граѓани, со еднакви права и обврски и продолжуваме тоа да го правиме. Ќе се бориме рамноправно овде за источниот дел на државата, се бориме и за западниот, и за северниот, и за јужниот дел на државата. Навистина рамномерниот регионален развој ги потврдува сите овие бројки кои што и денеска ги соопштивме. Рамномерно во 80 општини, рамномерно кога се градат водоводи и канализации се градат на секаде, со градинките сме исто така на секаде, со училиштата, со капиталните други проекти, изданија кои што се прават низ државата и така и ќе продолжиме. Сега некој пат ќе бидеме опозиција, некој пат ќе бидеме власт, ама секако тоа не значи дека треба да ги негираме и заедничките успеси и успесите кои што се правени секако самостојно како политички субјекти, но јас можам само да кажам без разлика кој ќе се најде во функција на позиција или на опозиција да продолжиме да работиме заедно, а преку заедништвото верувам дека ќе го дуплираме или триплираме успехот во државата. Од тој аспект ја прифатив и поканата на председателот на најголемата опозициона партија ВМРО-ДПМН, господинот Мицковски, и договоривме синоќа да се видиме во понеделник во 13 часот во клубот на пратениците. Секако ќе разговараме за одблокирање на сите оние блокирани постапки кои што вчера дадоа сигнал дека можеме да ги решаваме, како што беше веднаш прифаќањето од страна на председателот на собранието и на парламентарното мнозинство, предлогот на опозицијата да се стави приоритет гласањето на законите кои што значат помош и поддршка за населението, за ранливите категории на граѓани, за работните места, за компаниите и така натаму и така натаму. Веројатно тоа треба да ни биде охрабрување да изнајдеме решение за сите други прашања кои што за жал се блокирани во собранието. Економските проекти, го спомнав едниот за енергетска ефикасност, значи промена на фасада, системи на грејење, прозорци и врати, нови подови и комплетно енергетско ефикасни организирани детски градинки, училишта, болници, здравствени институции низ државата. Исто така е блокиран проектот од 50 милиони евра за зголемување и јакнење на продуктивноста во земјоделството со отварањето на 3 големи откупни пунктови, трамвајот на Тркала за Скопје, 4 закони од областа на енергетиката, клиничкиот центар, проект вреден 500 милиони евра и многу други проекти. Верувам дека ќе најдеме начин тоа да го решиме. Драго ми е што можеме веројатно во понеделник да соопштиме дека е најдено решение помеѓу големите политички субјекти за изборниот законник и воведувањето на отисок од прст или фингерпринтот. Верувам дека собранието многу брзо ќе го стави на дневен ред за да го решиме тоа прашање, затоа што имаме уште за работа во изборниот законник, а тоа е да ги вградиме препораките на ОПСИ ОДИХР, а и да определиме изборните модели. Се залагаме за отворени листи за предстојните локални избори, каде што граѓаните ќе можат да го изберат советникот од листата на советници од секоја политичка партија или секоја понуда за локалните избори, а би требало да отвориме и конечно да ја затвориме успешно демократизацијата на државата преку новиот модел на гласање за парламентарни избори, кога и тие да се случат. Наша заложба е тоа да бидат редовните избори 2024 преку една изборна единица, која што ќе им даде можности на помалите политички партии да бидат посоодветно застапени во парламентот, а секако ќе ја демократизира постапката со диверзификација на повеќе представници во македонскиот парламент. Така да имаме многу што да разговараме, но секако најважно е да седеме низ диалог, да изнаоѓеме решенија затоа што постоиме, да им служиме на граѓаните. Граѓаните очекуваат вакцините во недела што ги најавите да ги стигнат, очекувате ли да има некој отпор од страна на граѓаните? Информацијата знаевме 2-3 дена, но синоќа му беше потврдено преку ковакс системот на министерот Венко Филипче, тоа ја објави информацијата. Сум среќни се и нашите граѓани, затоа што тоа е првиот чекор на масовната имунизација на државата. 24.000 вакцини, се прима само една доза AstraZeneca, што значи ќе офатиме 24.000 граѓани.
Веројатно во овие денови ќе стигнат и другите количини по други механизми, не би сакал да соопштувам порано, кое што ќе даде комплетно рамноправно покривање на теренот на секаде по Република Северна Македонија, за да можат сите приоритетни групи, како што се дефинирани, да влезат во процесот на вакцинација, која што веднаш ме предизвикува да спомнам пред граѓаните да внимаваме, да ги почитуваме мерките, да не се олабавиме, иако вакцинацијата ќе почне, ние ќе мораме уште долг период, уште многу месеци пред нас, да носиме маски, да држиме дистанца и навистина сакам да ве пофалам вака масовно собранија, дистанцата се почитува, се носат маските, се држи секако негрупирањето и тоа е многу важна работа, како и почитувањето на мерките на дезинфекција и сето она што представува препорака од страна на Државната здравствена комисија. Во тој аспект јас очекувам масовно прифаќање на вакцините во Република Северна Македонија. Има една предност што сте, еве така да кажам, земја со задоцнување со вакцините. Земјите членки на Европската Унија почнаа пред нас и можевме да согледаме предности или слабости, а тоа е констатацијата, а тоа може да излечиме единствена констатација дека сите можеме да заклучиме дека вакцините се здрави, дека вакцините треба да ги користиме сите. Час поскоро кога се вакцинираме сите, толку поскоро ќе ја победиме оваа грозна пандемија која што го смени животот во целиот свет, така и во нашата земја. И верувам дека ќе го испочитуваме редоследот кој што е даден од страна на здравствената комисија, а тоа се секако покрај здравствените работници, повозрастните луѓе, хронично болните луѓе. Тука се приоритетите на попишувачите кои што треба да тргнат, секако да водиме грижа за нашата полиција, за нашата војска, тоа се секако групи, но понатаму согласно она што значи препорака од страна на здравствените комисии, да го следиме тој процес и да бидеме одговорни граѓани. Само на тој начин ќе ја спречиме заразата да продолжи да се шири и да ја победиме пандемијата. Повелете други прашања, дали? Прашање од регионална МН телевизија. Пописот веќе, подготовките за пописот се во тек, пописот нели значи обврска на сите граѓани за успешно менаџирање на државата. Меѓутоа вчера од ВМРО ДПМН најавија дека нема да отвараат врати, нема да се плашат од казни. Како мислите дека тоа ќе се изменаџира? Верувам дека се само поединци. Уште еднаш сакам да ја потенцирам одговорноста што имаме сите граѓани пред нашата татковина, пред нашата земја и пред идните генерации. Ќе искористам секако приликата да зборувам со господинот Мицковски за ваквите изјави кои што излегуваат. Не е суштината на казната од 200 до 300 евра. Таа е голема, не е мала, но се надевам дека нема да ја има. Заради тоа што секој од нас граѓани може да оддели не повеќе од 10 минути. И конечно после 20 години да имаме попис во нашата земја. Тоа е многу важно, верувајте, за Делчево, за источниот дел на државата, за централниот, за западниот, за цела наша земја. Мал милион податоци и детали и се насушно неопходни како држава, без разлика која има честа да раководи со државата, за да можеме да креираме соодветни успешни политики во полза на економските пред се интереси на граѓаните. Така да верувам дека пораката е испратена синоќа од господинот Мицковски, дека ако се вакцинираат попишувачите, тие се секако планирани во првата категорија на граѓани за вакцинирање, тие јавно ќе дадат поддршка за пописот и тогаш ќе бидеме навистина сите политички субјекти про пописот, освен Левица, која што исто така ја користам приликата да ги повикам двајцата пратеници во парламентот, а секако и нивните структури во партијата да се приклучат и тие на оваа многу важна статистичка операција за нашата земја. Така да, ако по динамиката, како што е планирано во недела стигнат вакцините, ние можеме многу навремено, пред први, да влеземе и да ги извакцинираме меѓу другите граѓани како што се распоредени и попишувачите. Очекувам секако здравствената комисија тоа да го каже, заради тоа што и така беше разговарано и планирано, а тоа ќе биде важен моментум и опозицијата да даде поддршка. Но да не преюдицираме, во понеделник имаме состаноци, па ќе се обидеме да најдеме решение. Комуникација бараат стариот пат покрај Калиманско поле да биде направен, бидејќи таму нема одрони, па смета дека и побрзо решенија и ќе подобри комуникацијата од граница
до експресниот пат со Кочани. Еве, може ли тоа да го очекуваме доколку повторно ја добиете довербата? Добро, ова не е приоритет за мене како градоначалник. Приоритет е да ги решувам проблемите на граѓаните во овој мандат за кој што имам дадено доверба и од партијата и од граѓаните. Така да ние како Социјалдемократски сојуз на Македонија сме демократска партија и прва во сите промени и има вметнато овде процедура сега со мерит систем каде што сето она што го работат функционерите од Социјалдемократскиот сојуз се евидентира и после органите и телата на партијата ќе одлучат кој ќе добие доверба за втор мандат, кој нема да добие. Така да и во тој правец сме во демократијата напред од сите други политички партии во Македонија. За прашањето во однос, јас верувам дека ќе продолжи. Имав разговори со министерот за транспорт и врски, Благој Бочварски, за да се изготви техничка документација за стариот пат Делчево-Бигла и верувам дека во овој мандат на владата што поскоро ќе биде изготвена оваа техничка документација. Исто така верувам дека преговорите со Европската унија ќе отпочнат многу скоро. Ќе се отворат овие фондови каде што и со помош на тие фондови и со сериозна подршка од владата ќе може да се изгради овој пат кој што е 11 километри пократок него овој пат кој што го идеме сега од Кочани, Каменица, Делчево. Така да мислам дека ќе биде во наредниот период решено и ова прашање, како што и многу други капитални проекти се решаваат во државата. Дали имате други прашања? Уште едно, ако може, до премиерот за во однос на петиот пакет мерки, антикризни мерки за заштита од COVID-19, ако може малку да ни кажете повеќе околу постапката до каде е стасана. Фала Богу, вчера тргна работата за петиот пакет мерки со тоа што председателот на собранието и парламентарното мнозинство прифатија апелот од опозицијата да им дадеме предимство на точките на дневен ред од таа седница, а да одложиме со задоцнување пратенички прашања. Тоа го направија пратениците во собранието, одлуките се донесоа. Денеска, утре, задутре веќе комисиите работат, заради тоа што се закони по скратена постапка и верувам во следните денови веќе парламентот ќе ги изгласа сите неопходни закони за петиот пакет мерки, заради тоа што административните процедури се подготвени, компаниите поднесоа за работниците заплати, секако центрите за социјални работи и другите институции како УЈАП ги имат веќе категориите на граѓани што треба да добијат 6000 денари, а тоа се оние кои што не добија претходниот пат, директната подршка по 6000 денари и сите други мерки, купно беа 30 кои што се дел од петиот пакет, дел се веќе реализирани, но тие кои што чекат на новите законски решенија, очекуваме следната недела да почнат со практичната имплементација и реализација. И уште еднаш ја користам приликата да го поздравам прагматичниот чекор на парламентот, да застанат сите, да ги изгласат мерките, односно законите од петиот пакет на мерки, затоа што само така потврдуваме дека постоиме да им служиме на граѓаните.